Кирил Печиновиć je roden 1771. godina во село Теарце, koje se nalazi na 3 do 4 km od ovog manastira, na severo-istočната strana, na патот prema graničниот премин Јажинци. Од млади години тој го засакува црковниот живот, веронауката и затоа доаѓа во Лешочкиот манастир да се образува на верска основа, каде што бидејќи има квалитет, бива испратен во Кичевскиот манастир Света Пречиста, а оттаму во Света Гора, каде го довршува образованието. 1881 година доаѓа во Скопје, бива поставен за старешина на манастирот Свети Димитрije, наречен Марков манастир. Таму формира големо братство, препишува книги, собира песни, формира голема библиотека. Бидејќи пишувал и го напишал таму првото свое дело Огледало, бидејќи пишувал на македонски јазик, бил омразен од фанариотските црковни власти, од оние кои што сакале да го однародуваат македонскиот народ, и добива претни одлив дури до животна опасност. Тогаш кога насетил дека постои опасност, заминува за Света Гора, ги собира сите своји ствари и бидејќи во меѓувреме неговиот татко и стрико Дојчин и Пејчин се замонашуваат со нив во Света Гора да се консултира што понатаму со неговиот монашки живот. Се договараат да се врати во Теарце, да го продаде својот имот и имотот на стрикото и да ги собере сите средства, да дојде во Лешок, кој нешто го сторил, подпомогнат од местното население и од сите жители на Полок, христијани, го реконструирал манастирот, го обновил, изградил еден конак, челии за монасите, формирал братство од некаде 17 до 20 монаси се спомнува, формирал училиште низ кое поминале поголем број ученици кои се образувале за свештеници, за монаси. Тука го пишува своето второ дело Утешение грешни, пишува житија за некои владетели. Тука 10 години пред својата смрт самиот го пишува и познатиот епитаф на мермерна плоча, кој во оригинал стои во манастирскиот музеј од неговото име. 1971 година, по повод 200 години од неговото раѓање, благодарение на луѓето од Заводот за заштита на културно-историски споменици и митрополитот Полошко-Кумановски Кирил, се отвори спомен соба во чест на Кирил Печиновиć, во која се наоѓаат реликви, предмети, како и списанијата, книгите кои што ги спомнав. Тука се и неговите бројници пронајдени во гробното место кога беше прекопуван, пренесен од тоа место на ова, по повод 200 години од неговото раѓање. Доделено му е ова капче за вечна почивка, но и ова капче во настаните што ми се случија 2001 година не остана негибнато, и тоа гробното место и самиот гроб беше руиниран, сметајќи дека ќе најдат внатре некакво богатство, не знајќи дека за монасите богатството е сиромаштијата. Тие се богати духовно, богати се со вера и од Бога се обдарени, за да се преку нив добива благодат верниот народ. Гробот беше од 2001 година растурен, отворен, неговите коски беа на отворено, на дневна светлина, а тоа беше по трети пат излегување на дневна светлина, затоа што, бидејќи тој почина 1845 година и беше погребан 35 метри југоисточно од влезната врата до црквата Света Богородица, Таму останал 1901 година, кога е пренесен во заедничките манастирски гробишта
a оттаму во јубилејната година е пренесен на ова гробно место. Неговите кости 2005 година пролетта ги собравме, ги очистивме како што е ред во христијанството, во православието, ги оправме со вино и елеј, ги спакувавме во убаво ковчеже и по четврти пат направивме погребение на ова место. Неговото значење е по тоа што тој прв од сите македонски литерати, од сите македонски писатели пишува на македонски јазик на полошки диалект. Во негова чест, во неговото родно место, денес е во изградба единствен меморијален комплекс Кирил Печиновиќ, во кој што влегува црква, спомен дом, парофиски дом, базент, каде што ќе се фрла чостот на обојавление на водици, сала за симпозиум. Во негова чест поетите од Стушките вечери секоја година доваѓаат на поклонение тука, а во тој случај, кога ќе се добие таа сала за симпозиум, најверојатно ќе се одржуваат таму сите тие потребни предавања и симпозиуми по повод Кирил Печиновиќ во таа сала во неговото родно место Теарци. Знаменита личност, грандиозна личност за македонската православна црква, за македонската книжевност, за македонската култура. И токму затоа на овој регион, во Полошкиот регион, е многу почитуван.